Граѓаните од Југоистокот го почнаа форумот преку кој треба да одлучат кои регионални проекти се приоритетни за реализација со средства од грантовата шема и од програмата за Бирото за регионален рамномерен развој, обезбедени од Центарот за развој на Југоисточниот Бански регион. Станува збор за околу €1.000.000 кои треба да се искористат за реализација на регионални проекти, а граѓаните дискутираа за проблемите кои ги засега регионот, при тоа нудејќи решенија од кои би требало да произлезат идеи и концепти за предлог проекти. Првиот дел е преку грантовата шема, каде што ќе бидат доделени финансиски средства само за еден поголем проект, што би бил регионален, и е во висина од минимум 320.000 евра или некаде над 20 милиони денари. Во вториот дел е планиран избор на проекти во делот на програмата за рамномерен регионален развој за 2022 и индикативен буџет за 2023 година. Ние како југоисточен регион имаме околу 46 милиони денари на располагање. Форумската сесија е спроведува Центарот за развој на Југоисточниот Бански регион во соработка со Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка. Како приоритети за решавање се истакнаа проблемите од делот на заштитата на животната средина, но и за подобрување на туристичката понуда во Југоистокот. Најмногу е во делот на заштита на животната средина и морам да кажам во делот на економски развој и туризмот. Како најприоритетни области има во делот на отпад, секако, загадените води во нашиот регион, меѓутоа и нови туристички содржини и подобрување на туристичката понуда во нашиот регион. На овој принцип, граѓаните од Југоистокот пред 2 години одлучија да се отвори Академија за реинтеграција на маргинализирани лица, при што беше набавена и опрема за нивно работно оспособување со цел побрза инклузија на лицата со телесен инвалидитет и зависници на наркотични средства и алкохол.